Манастирскиот комплекс Свет Јован Бигорски е сместен во живописниот и по својата убавина единствен предел на реката Радика на 1 километар од патот Дебар-Гостивар. Познат е по своите иконостаси изработени во резба, единствени на Балканот, и по добро сочуваните манастирски конаци изработени од старите локални мајстори од околните села Гари, Лазарополе, Галичник, Трисонче. Постои верување дека вредните раце на мајсторите првата црква ја изградиле 1020-та или 1021 година. Ја основал монахот Јован. Според преданието, монахот ја пронашол иконата на Свет Јован Крстител, за која се верува дека има чудотворна моќ. Таа самата дошла до местото каде што подоцна изграден манастирот и лепдела над изворите на реката. На иконата Јован Крстител е представен како светец трирачник. Се верува дека третата рака е благословачка и дека им помага на родителите кои не можат да добијат деца. Името Бигорски пак манастирот го има добиено заради тоа што е изграден од Бигор. Се смета дека црквата е изградена по угледот на светогорските манастири. Во архитектурата, фрескописот кој се дело на древните занаичи, преплетени се византиската традиција, ренесансата и барокот, но се чувствува и влијанието на Ориентот. Манастирот е познат и привлечен по извонредниот и неповторлив иконостас, изработен од оревово дрво со длабока резба. Го правеле мајсторските раце на мијачките копаничари Петре Филипов Гарката од селото Гари и Макарие Фрчковски од Галичник. Постои запис според кој за иконостасот, столовите на владиката и игуменот, кој се завршен 1835 година, на мајсторите тогаш им било исплатено завидни 18.000 гроша. Иконостасот представува ремек дело на мијачките мајстори на нивната виштина на вметнување на човечки фигури со префинетост и умешност каква не е повторена на Балканот и која до денеска представува интерес за сите светски музеи. Во одредени сегменти мајсторите комплетно го приближиле реалниот живот, движењата и изразите на телата. Само брзата интервенција на противпожарните служби и присебноста на монасите помогнале овие непроценливи културни и историски артефакти да се спасат од пламените јазици. Но за жал, овие одаи украсени с убаво обработени дрвени тавани, розети во резба и слики на владиците ги проголта денешниот пожар. Изградени кон крајот на 18-тиот век и почетокот на 19-тиот век, големата трпезарија во која може да се сместат над 200 гости, конаците и библиотеката која надополнуваа убавината на манастирскиот комплекс, повеќе ги нема. Повеќето од одаите биле опремени со вградени долапи, полици, комори. Монасите велат успеале да ги спасат од огнената стихија поважните предмети кои биле во опожарените објекти. Денес монашкото братство на Бигорскиот манастир го сочинуваат 4 монаси и 3 искушеници. Нивен игумен и старец е архимандритот Партени. Тие успеале да се спасат од огнената стихија која ги фатила на спиење.